СДСМ и ВМРО ДПМНЕ на изборите во октомври ќе разменуваат гласови, односно немал број членови и симпатизери на СДСМ ќе гласаат за ВМРО и обратно. Секако станува збор за незадоволници од двете партии кои не го добиле очекуваното или се незадоволни со кандидатите за градоначалници и советници кои веќе се поизвестни. Иако промоции се уште нема, потенцираното незадоволство е превентивно и е во форма на притисок за менување на несаканите партиски одлуки. Од тука сигурно е дека за и против ке има, а редовно во вакви случаи најголема одмазда е гласањето за противничките кандидати. За изборите во октомври, ТВ Стар уште од сега доби најави дека, например во Штип, видни членови на ВМРО ќе гласаат за кандидатот на СДСМ доколку тој не биде според нивните очекувања. Ќе гласам за плавите дефинитивно, ако не биде како што треба. Идентично е и со вака разочараните од СДСМ кои очекувале позиции, а нив ги добиле други. Тврдат, гласовите ќе ги доделат на ВМРО ДПМНЕ. Освен со нови незадоволници, кутиите и на едните и на другите ќе ги полнат и активистите на внатрепартиските реформи. Во ВМРО ДПМНЕ тие речиси и не се кријат, а во СДСМ веќе има изненадувачки голем број на членови и симпатизери, чие незадоволно шепотење веќе се слуша. Од овие причини, сите кандидати за градоначалници и советници во регионот на одмазнички бојкот мора да планираат, но пред се оние на Берово и Далчево. Имено таму сегашните градоначалници имаат силна партиска, но и внатрепартиска опозиција, па вистинско чудо ќе биде доколку тие добијат шанса за нов мандат. За разлика од нив, далеку подобри и порелаксирани релации има во Виница, Пробиштип и други општини. Сепак, никогаш ништо нема сигурно и сите опции се отворени, во колку само случаи партии на народот му биле душмани, па повторно од тој народ биле гласани. Избори и се е можно.